Ti, Gospode Isuse Христе, нека Твојот дух ме води и овој ден. Ја озвучуваме оваа книга Гимназиум, или како ја размножувавме умноста, автор сум јас, Тихомир Стојановски, се разбира и Духот Свети, издадена во Скопје, Македонија, 2003 едиција Лицеум, се викаше, денеска се вика Свети Дух. Текстовите се објавени во Лик, во весникот Нова Македонија, од 27.2.1999 до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија, и последните три текста се објавени во списанието Комплетна и зборува за македонскиот јазол, за македонскиот синдром, зборува за армакедонската битка меѓу македонците и во секого еден од нас, 95-та страна. Речи си пред 25 години пишувана. И повеќе. Ништо не е променето, притисокот врз Македонија како идентитет продолжува. Се разбира, под будното око на песната вели проклета и триклета да бидеш ти Европа, се разбира, благословувајте ги оние што ве колнат. Ние ги благословуваме. Но македонскиот народ се борел и измачен од лагите. Правото да бидеш ти се одзема, се разбира, го носиш гревот на Антиох Епифан, тоа што им го правил на евреите пред 2000 години и нешто идва. Му се случува на македонецот. Треба некој духовник, имате ли вие духовник македонци, да се покае, правото да се биде. Настана неочекувано молчење. Му молсна некаква празнина во умот. Стои на празната сцена лично тој апостолот Ахил, војводата. Требаше да каже некој текст дека светот го разбира или така нешто. Пере Тошев се стаписа. Му мигна со кефалото, го гледа молитвено да се сети на репликата. Дамјан Груев се стемни, се почеша по брадата. Верували или не тие тројцата, 1894 или 1895 беа учители во Штип и со својата драмска трупа ги играа разбойници од Шилер. Стои Госе Делчев, колку е долг и широк, се распослал по сцената и дал слобода на својата дума. И јас, светот, па направи значајна пауза, го разбирам како поле за. Среќа не беше првата вечер, беше само една од пробите. За среќа го учеа текстот Дамјан Груев, Пере Тошев и Гоце Делчев во училиштето во Штип. За тоа време Војдан Поп Ѓорѓиев Чернодрински фаќаше каршилак со театарот Скрби и утеха во Средец, во салонот Славјанска беседа со своите едночинки. Беше тоа време на театар, на борба, на учителствување и на македонската гибел. Потоа некому му текна дека Ахил лично и персонално го срочил тоа за културниот надпревар меѓу народите. Јас светот го разбирам како поле за културен надпревар меѓу народите. Па потоа обврзно стои Гоце Делчев. И така сите тројцата актери, револуционери, ги застрелаа. Делчев на Баница, Пере Тошев на граница, Дамјан Груев на Мечкиното камче. Само Војдан Поп Ѓорѓиев Чернодрински остана заборавен како некаков историски библиотекар во Софија на македонските работи. Кој против кого? Македонците најдобро, најжестоко се борат меѓу себе си. Набрзо по погромот на илинденците се вмешаа нашите ослободители да се потераат едни против други. И така сега ги имаме комплексите на Тодор Александров, Ванчо Михајлов или пак на пиринскиот цар Јане Сандански. И така, јас светот го разбирам, рече апостолот, како поле за културен надпревар меѓу народите. Но никој не го открива долго чуваното таинство за кои народи станува збор. За југословенските народи, за словенските народи, за илирските народи или за македонските народи. За кои народи станува збори за нивната културна борба? Се разбира, едно е јасно, нашава Македонија е едно
Осамено поле на кое си водат војна културните народи, борба за докажување чија е Македонија, кому му припаѓаат македонците со нивната древна култура и доблест. Господе Исусе Христе, местото на раѓање му се наоѓа во Грчка Македонија. Го славословуваат българите, гробот му се наоѓа во Свети Спас во Скопје и се разбира Скопје е центар, како што пишуваат сега изјавуваате, на се албанските култури. Настана штама, се возбуди Гоце Делчев, му затрепери гласот, јас светот не го разбирам, рече. Пере Тошев прснаво смеја, Дамјан Груев слезе од сцената и го отвори комунистичкиот манифест, а Војдан Чернодрински беше во создавањето на театарот Скрб и утеха. Возобновениот театар Скрб и утеха оваа година не доби финансии да има премиера од Министерството за култура и славната театарска комисија. Светот е поле за културен надпревар меѓу народите. Македонија е тоа поле, но дали на тоа поле ќе им се дозволи учество и на македонците? Се затресе мустакот на Гоце Делчев, затрепери, мина студениот куршум низ македонското срце. Ех, баницо, гибел македонска, чинам како да паѓаше столетен даб со гигантската крошна. Тресна, земјата се затресе дур до Олимп, оддалеку долета древен пејан, слушам кај шумат, шумите плачат за војводата. Молк во тоа поле, но дали ќе се дозволи да учествуваат, да се надпреваруваат и македонците, ја озвучуваме оваа книга, Гимназиум, 98 страна, Скалите на Скалион, која зборува за македонските битки и искушенија. Далдисани како дупни зелници се пентариме на Олимп. Се стремиме кон највисоката кота на Македонската гора. Скалион. Така се вика врвот. Под нас остана манастирот во кој повремено престојувале солунците светите браќа Кирил и Методија. Поточно она што беше останало од него. Манастирот. Олимп се наоѓа во границите на Македонија, запишал Страбо. Мој пријателе, а Македонија во кои граници се наоѓа? Се наоѓаше. Ги качуваме скалите на Скалион, ние сите македонци се собравме да се договориме, да решиме, да пресечеме од македонскиот јазол. Сите, баш сите, сите подврсти на нашиот славен и преславен народец. Славомакедонецот, Българомакедонецот, Гркомакедонецот и Илиромакедонецот и македонецот. Сите ли сме нашинци, некој проговори. Сите ли сме македонци? Сите. Како едно се сложивме. Јас сум българен и македонец, рече едниот. Јас сум словен и македонец, рече вториот. Јас пак сум Илир, но и македонец ке да сум. А јас сум и македонец и грк. Долу распукуваше поглед на Македонија. Манастирот на македонските просветители, светите Кирил и Методија, заробен во сводот. А јас сум обичен македонец. Само македонец. Но сигурен сум дека сум македонец и не ми треба некое друго именување. Вие сите сакате да бидете двајца, полу македонци и полу нешто друго, но ако е таква работата, ако сте и понатаму македонци, тогаш да си подадеме рака и да ја обелодениме нашата Македонија, им рече. Настана молк, имаше една кратка веда дека може би ќе се одврзе јазолчето. Македонскиот јазол, Гордиевиот јазол, но потоа настана македонствување. Но чија ќе биде Македонија, праша? На македонците им одговори. На кои македонци, праша? На сите македонци им одговори.
Ама македонците се грци, не българи се, не словени се, илири, кукуно не вревеа. Вие имате проблем со идентитетот, им рече македонецот. Ете, дури и јас, како македонец, да се повлечам во историјата и да ви ја оставам Македонија, вие ќе се испоколете, ќе се изглодате меѓу себе, докажувајки кому му припаѓа Македонија. Не можеш да бидеш двајца, крикнуваше актерот во представата. Не можеш. Дури Алберт Ајнштајн со теоријата на релативитетот ја потврдуваше македонската теорија. Представата ја игравме со вториот скрби утеха. Вие сте само збирштина од дупни зелници на кои најголемиот дострел е да бидете склавини, серви, слуги на блудницата Европа. Им служите за матење на македонскиот јазол, мртви еленчиња, расплодени арнаутчиња, луѓе со турско име врз македонскиот идентитет, народ, вулгари и слично. Персија се распадна, Македонската империја такуѓере, Рим исто, Византија се разбира, Руското царство исто, Австро-Унгарија и Хитлеровиот обид. Тоа е процес, следните се каубојците. И што ќе сторат тогаш вавилонските европејци, кој ќе ги брани од Нострадамусовото следство? Може би нашите одродени македонски браќа, русите, кои на еден или друг начин водат потекло од Хомеровиот период на македонскиот народ, од Орфејско-Дионисискиот период. Отидов на манастирот на Олимп, на Свети Кирил и Методија, оставив збирштина од дупни зелници да го ситнат македонскиот идентитет. Каква нискост! Македонството не е само етнос идентитет, туку гордост и величие, по скалите на Скалион на кај Олимп. Дури и зборот си останал ист во современиот македонски скали, нешто по кое се искачуваш или слегуваш од историјата. Не можеш да бидеш двајца, крикнуваше актерката во представата. Беше тоа македонката Лидија која ја покрсти апостолот Павле. Потоа започнаа пеаните. Срекни деноносии, македонци мои. Од Кирило-Методиовскиот манастир до светоста која се таи во вас, како дамар од предците. Значи, озвучуваме оваа книга Гимназиум, издадена 2003. Летај ластовичке моја стои прва страна. Како забрадена мисла долго потиснувана во талогот на душата, излезе на виделината. Ги рашири крилјата и во ракле и полета. Го мина Атинскиот зид каде што започна промоцијата. Беотија, Епир, Тесалија, Македонското поле ја надлета пелата и повторно низ зидот влезе во домот на армијата. Домот на армијата на Републикава. Имаше промоција на една книга Македончето од Петрос Г. Воцис, издадена 1998 година во Атина и преведена од Васко Караджа. Првиот рецензент рече дека тоа е книга која ќе ве возбуди штом ќе се прочита. Втората рецензентка зборуваше за рожбата, за црните букви пишувани со оган од златното усте, за албанскиот фронт. Преведувачот кажа дека не ни се потребни лаги и омраза, туку културна и благородна комуникација. Најнакрај стана и авторот. Ластовичката мина низ трите зида на пелата, Атинскиот каде што беше тамошната промоција, Скопскиот каде што се случуваше сега и овде, и Македонскиот зид, рампата кај Евгелија. Воздишки, таени солзи од публиката. Го крена древниот повтеш. Стана. Го крена талогот на душата и продумана, како што самиот кажа, јазикот на Леринското поле. Раниот Хомеров јазик. Зборуваше за скршените букви, за издупчените зборови, за тоа како се распустивме, како ја напишал оваа книга за неполни месец дена. Зборуваше за солзите и пишувањето. Токму тогаш долете ластовичката на скопската промоција.
Господе Исусе Христе, лета една ластовичка над нашите глави, мина низ македонскиот зид, зид кој се прчи пред нас веќе 2000 Божји години, зид никнат после поразот на Пидна и Киноскефале кучешките глави кога римјаните ја поделија Македонија на 4 склавини, Словении, кучешки глави, Магла и поразот на македонскиот цар Персеј, Словении и склавини кои постојат и денеска како сосем нови именувања. Првите наши овдека околу нас постмакедонски идентитети Албанија, Србија, Бугарија и Грција. Лета една ластовичка и можеби ни ја донесува пролетта. Петре Врчков, Петрос Воцис, побара прошка односот и му недостасуваат македонските думи. Ке побараме ли ние прочка од него ти ништо не сторивме, тој да дознае за нив, тој да има право на своите думи. Ластовичката која ја донесува пролетта. Излезе од печат една книга, првин во Атина, потоа по една година и во Републикава. Може би доаѓа пролетта. Лета една ластовичка додека трае промоцијата, мина низ 3 македонски зида, Атинскиот, Скопскиот и оној кај Гевгелија. Не се потребни лаги, туку културна и благородна комуникација, рече преведувачот. Но првин треба да се мине низ 3 македонски зида, да паднат тие грди огради, загради врз македонците. Македонци, но кои македонци? Една мува што е тоа. Зошто македонци? Какви македонци? Кукуноне македонци? Њама македонци? Охи македонци? Сите тие македонци, сите оние што што биле, што ќе бидат, што ќе останат македонци. Летај, ластовичке, донеси ни ја македонската пролет. Паѓајте зидови, затвори врз македонството. Летај, ластовичке, моја, 103 страна ја озвучуваме оваа книга. Гимназиумот Тихомир Стојановски. Издадена во Скопје, Македонија 2003, лицеум едиција, како ја размножувавме умно, пишувано од 99 до 2001. Печатење по нашки. Ја нарекуваа канибалист и агент на Скопје. Може би затоа што е тргна тајната завеса на грчката идеологија. Татко и беше грк кој зборува турски. Мајка и ќерка на трговец грчки зборувач од Солун. Инаку таа е докторски кандидат по антропологија на Колумбија универзитетот. Се возеа со незиниот сопруг Григор Руф по македонските житни полиња, натопени со ритчиња од крвта. Да, за интелектуалниот интегритет мора доблесно да се бориш, и рече Едмунд Кели. Тогаш атинците и се закануваа и ја прашуваат дали се уште се чувствува гркинка. Книгата одби да ја печати англиската издавачка куќарка. Се исплаши од заканите. Таа побара помош преку интернет и книгата ја испечатија американците, Колумбија универзитетот. Книгата се вика Fields of Wet, Hills of Blood, Анастасија Каракасиду. Пред оваа книга на македонски се преведе Македонскиот конфликт од Лорин Денфорд. И таа книга зборуваше за нас, за така нареченото ослободување на Македонија од 1913 до денеска. Грчката нација на хелените е сума од малцинства. Константин Чулкас. Интересно, и таа книга не е преведена на нашки. Сепак Каракасиду се бореше за интелектуалниот идентитет и ја издржа македонската забранета историја, нејзиниот притисок врз неа. Се работеше за терор, крвопролевање и национализам, наречен македонска борба, помеѓу така наречени бугари на север и така наречени Грци
на југ. Се разбира, на победниците им припаѓа правото да ја пишуваат историјата, да ја допишуваат, а жртвите, а македонците, културна асимилација, национална хомогенизација, прекривање на Македонија со грчката навлака, цензурирана историја, Викторија, да не речам, бедотија на хеленизмот. Креација на грчка Македонија е процес кој продолжува во втората половина на 20 век. Едно од големите трагедии на национализмот е тенденцијата да се цензурира, допишува, преправа, фалсификува, искриво, колчува историјата. Ја читам книгата на Каракасидус, за која ниједна македонска издавачка куќарка немаше доблест да ја преведе и објави на македонски јазик. Ова кога сум го пишувал не беше преведена, значи ја читав на англиски, а потоа ја преведе, мислам, Владе Милчен, најде средство преку фондацијата. Значи, Каракасиду, таа жена имаше величие да го издржи атинскиот бран на закани, уцени, ја издржа македонската борба, издаде книга која се обидува да ја сатанизираат, слично како во случајот со на Салман Ружди. Зарем се уплашија од атинците. Салман Ружди го печатија на нашки, а Каракасиду не му се закануваа муслиманите. Македонија им припаѓа на оние кои ќе ја земат, врескаше Јон Драгоумис. Ако не побрзаме да ја спасиме Македонија, таа ќе не спасува нас од нечистотијата и медиокритетството. Сестра му Наталија му беше жена на Павлос Мелас. Мелас и Каравангелис, нели? Правеа погром, убиваа жени и деца по македонските села, оттаму е песната Спиште ја жени деца во спиште ја жени деца во село за Горичани, која ние пееме на свадбите. Ние простуваме. Македонство, влавство и хеленизам, или македонство на грчки и словенски јазик, или Македонија борилиште на балканските нации, преполно со мртви тела кои тие ги ослободувале. Житните полиња натопени со крвта, македонската крв. Сето тоа го содржи книгата на Анастасија Каракасиду Fields of Wet, Hills of Blood. Таа имаше доблест да ја издржи македонската проба. И издржа, и се разбира, не ја преведоа на нашки, нели потоа ја преведе Владе Милчин, а го преведоа Салмон Дружди. Се уплашија ли од атинците? Зошто? Какви се тие издавачки куќарки на македонскиот народ? Печат и Македонијо, книги и други работи, додека се лулеат на ветрот житните полења, натопени со македонската крв, ритчиња натопени со крвта. Слава ти, Господи Исусе Христе! Ги објавувам само овие книги денеска, кога во Македонија се уште се цензурира македонската култура, која е тотално партизирана и затоа не може да тргне напред, бидејќи партиски послушници владеат секаде и не можеш никого да казниш, никого да осудиш, никој не може да одговара. Се краде, се препишува, се пребришува, се подпишуваат сатански договори. Но само Господ Исус Христос да е со нас, ако има еден праведник. Пишано е, дали ќе ги спасиш македонците? Дај Боже, Татко, во името Исусово Македонија да има барем еден праведник. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Македонија е земја Исусова. Исус Христос е цар на македонците. Тој е вечен цар, не е како другите што заминуваат. Зашто тој не создал, запишал во живото слово кое не се брише. Ете, тоа е македонската борба. Останете во Исусовата љубов. Амин до Царството Божјо. Амин.